Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. На завршницата од откупот на тутунот, министерот Трипуновски во посета на Прилеп преземени над 25 милиони килограми тутун. Денеска почна второто полугодие од учебната година. Православните христијани денеска го слават празникот Собор на Свети Јован Крстител, познати како женски водици. Времето денеска променливо облачно, од ноќеска врнежи од снег. Урбан маркетинг. Што ќе готвите за новогодишните и божичните празници? Празничната трпеза ќе блесне со традиција, со пита и баклава со корите направени со љубов и мајсторија од Чиколукс Кривогаштани. Веќе 17 години, Чиколукс е дел од секој празник. Семејство насмејано околу масата, со празнична атмосфера и топлина. Чиколукс Кривогаштани, 17 години љубов. Ако сакате вкусна семејна трпеза, повелете кај нас, живинарска фарма Долнени Прилеп, со продажно место во центарот на Прилеп кај площадот Итарпео. Кај нас можете да најдете јајца со врвен квалитет и екстра цени за секој џеб. Еколошки, здрави, свежи со различна големина и врвен квалитет. Цените се прилагодени за сите што сакаат за престојните празници да имаат вкусна семејна трпеза. Направете го вашиот омилен специјалитет. Вкусете ги нашите јајца. За сите вас во живинарската фарма Долнени Прилеп ве очекуваат најубавите јајца. Дојдете, купете и имајте ги најубавите новогодишни и божични празници. Среќни празници со живинарска фарма Долнени Прилеп. Секое патување ново доживување. Со Роман Прилеп патувајте до вашата дестинација, заедно со нас. Секоја авантура се нови спомени и незаборавни моменти. Секојдневни патувања за Албанија и Црна Гора. Новогодишни и божични тури. Метеори, божичното село Трикала. Со Роман Прилеп. Контактирајте не на 078-259-499. Превоз на патници Роман Прилеп. Ваш сигурен превозник. Секое патување со нас за вас е ново доживување. Роман Прилеп. Роман Прилеп. Трио 95. Вкус за вашата семејна трпеза. Традиција и квалитет. Вкусни производи кои мора да се пробаат и вкусат. Лиснати погачици, пици, моите кифли, пирошки, кори, лиснато тесто, тесто за пици, за вас и за вашата празнична семејна трпеза. Нашите производи ви носат вкусни спомени. Пробајте, вкусете и уживајте со нашите производи. Добар апетит со производите на Трио 95 од Прилеп. Среќни празници. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Подготвен за вашите предновогодишни прослави. Прославете и наздравете за новата година со вашите деловни партнери, колеги и пријатели во прекрасен амбиент со највкусна храна во Прилеп и местни специјалитети. Салати, рибина чорба, скари, поховани даски, ширдени тави и уште многу други специјалитети по ваш избор со претходна нарачка. Телефон за контакт 078 276 204. Капацитет за 80 гости. Гостилница Еснав, ваш одличен избор за семејни прослави, роденденски забави, деловни состаноци и средби. Бирајте мудро, бирајте паметно. Гостилница Еснав позади бизнис центарот во Прилеп. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Гордана Цветанова. На
завршницата од откупот на тутунот, министерот Трипуновски во посета на Прилеп. Досега се преземени над 25 милиони килограми тутун. Работната група ги разгледува можностите за измени во законот за тутун пред почетокот на новата реколта. Тутунарите се надеваат дека ќе остварат рамноправна положба при утврдувањето на цените. Очекувам дека ќе го продолжиме трендот на раст на тутунопроизводството. Гледате дека оваа година веќе админуваме и количината од претходната година, затоа што имаме сериозна посветеност како влада и како министерство во делот на оваа земјоделска гранка, затоа што е важна и за тутунарите и за нашата нормална економија, и таквиот прогрес ќе биде во една нагорна линија, меѓутоа еве да почекаме да видиме во однос на договорите кои што ќе се случат, во однос на финансиската поддршка која што ја спрема министерството. Знаете дека месец јануари е месецот кога се носат програмите по кои што работи Министерството за земјоделство. Тоа е програмата за директни плаќања, програмата за рурален развој и уредбите кои што постојат. Уште сме во фаза на носење. Пред 10 дена имав и еден состанок со сите земјоделски здруженија или повеќето земјоделски здруженија и сојузи во нашата држава, на кои што разговаравме за нивни предлози, така да штом ќе бидат официјално усвоени од владина седница и ќе имаме и една презентација во однос на поддршката и начинот на кој што ќе се дава. Работната група што го работи законот за тутун, има новини тука што ќе се внеса во тој закон за да ги има сојузот и ингеренции, да без договор, односно без согласност на сојузот и откупувачите да не може да почне да ги случуваат новите договори. Има ли шанси тоа да се случи? Па јас мислам дека има шанси, ќе обставиме на да издржиме, а се во цел интерес да биде за тутунопроизводството и на тутунарите, меѓутоа и на компаниите. Денеска официјално започна второто полугодие на учебната 2025-26 година на територијата на целата држава по 3-неделниот зимски распуст. Министерката за образование и наука Весна Јаневска изјави дека е задоволна што грипот не достигнал размери кои би наложиле продолжување на зимскиот распуст и што учениците денеска непречено го започнаа второто полугодие од учебната година. Во гостување на Македонската радиотелевизија, Јаневска истакна дека во образовниот систем е потребно воведување поголем ред, особено имајќи предвид дека учениците во земјава и онака имаат помал број наставни часови во споредба со нивните врсници во Европа. Според ресорната министерка, македонските ученици до 15 годишна возраст поминуваат дури 900 часови помалку во училишните клупи во споредба со нивните врсници од Европската унија. Изјавата следува по актуелните дискусии во јавноста за можноста зимскиот распуст да биде продолжен поради зголемениот број заболени од грип. Според министерката, сите релевантни истражувања и домашни и меѓународни покажуваат дека подолгиот престој на учениците во училишните клупи резултира со подобри образовни постигнувања и стекнување повеќе знаења и вештини. Денеска православните христијани го слават празникот Собор на Свети Јован Крстител, познати како женски водици, кога главен збор во изведувањето на обичаите имаат жените. На тој ден именден слават сите чие име е изведено од името Јован. Овој светител го слават голем број луѓе како светец познат по својата чистота, морал и Божјата одлука да го изврши чинот на крштевање на Исус Христос. Празникот Свети Јован Крстител се прославува неколку пати во годината, но народот најмногу го празнува овој ден, 20 јануари, по македонскиот православен црковен календар. Јован Крстител се смета за заштитник на пејачи, музичари, кројачи, кожари, волшебници, креатори на појаси, сопственици на гостилници, производители на ножеви, брусилници и така натаму, а се празнува и како заштитник на држави, како што е Малта, Јордан и многу градови низ целиот свет. Временска прогноза. Времето денеска променливо облачно и студено. Попладне облачноста ќе се зголеми. Во Прилеп утрово минималната достигна -6, а максималната ќе достигне до 4 степени. Кон крајот на денот и во текот на ноќта, во западните делови се очекуваат повремени врнежи од снег. Ќе дува слаб до умерен ветер, претежно од југоисточен правец. Утре среда се очекуваат повремени врнежи претежно од снег. Во четврток ќе биде претежно облачно, а во петок ќе преовладува умерено облачно време со сончеви периоди. По котлините ќе има услови за појава на магла. Од сабота најпрво во западните делови, а потоа насекаде, повторно се очекуваат врнежи од дожд и од снег. Временска прогноза.
Слушавте Пелагониска хроника, продукција Радио Пела, јануари 2026 година. Уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески.